Почитувани слушатели, ви посакувам Божи благослов. Покаяние. Самиот чин покаяние е основна тема на Библијата. Тоа е единствениот начин преку кој човекот може да се врати кај својот небесен татко Бог. Зборот покаяние во Стариот Завет е употребен преку 45 пати. Еврејскиот збор нахам, преведен со покаяние, имплицира потполно жалење за своите гревови и вистинско каење пред Бог заради истите. А пак грчкиот збор метаноија е сроден со еврејскиот, тоа е свртување од еден во друг правец, тоест од себе и својата волја кон Бог и Божјата волја. Пророкот Езекиел напишал: покајте се и отфрлете ги своите идоли, одвратете го своето лице од сите ваши нечистотии. Покајте се од вашите гревови, за да не ве уништи беззаконието. Зошто да умрете, народе мој? Јас немам благопријатно расположение во смртта на оние што умираат, зборува Господ Бог, и затоа вратете се и бидете живи. Исто така, пораката на Јован Крстителот и на Господ Исус Христос беше со истата содржина, како и на пророкот Езекиел. Тие го повикуваа народот, велејќи: покајте се, зашто се приближи небесното царство. Погрешни сваќања за покаяние. Самиот чин покаяние не е кога некој е убеден дека сите настани што се запишани во Библијата се вистините. Цар Ирод, иако се плашел од проповедите на Јован и ги сметал за вистински, сепак тој не се покајал, останал за секојаш во своите гревови, стариот Ирод. Исто така, самиот чин покаяние не е само сентиментален израз на жалење или побожно осудување за своите погрешки. Например, Исав, братот на Јаков, иако сакаше да го наследи благословот од татка си, сепак беше отфрлен, бидејќи не најде место за покаяние, иако го беше молел дури со солзи. Ова е запишено во писмото до Евреите 12 глава 17 стих. Друг пример е Јуда, предавникот. Откако го предаде својот учител Исус Христос и откако согледа дека направи неправда и тоа голема, се покаја, но неговото покаяние не беше пред Бог, туку пред себе, пред собствената совест, така што од депресивна жал во себе си беше принуден да си го одземе драгоцениот живот. Потоа имаме и друг пример. Народот исто така. Откако ги виде настаните што се случија на крстот, се удираше во градите и жалеше за сторената неправда кон Исус Христос, но таквото покаяние не донесе плод пред Бог. Потоа имаме покаяние кое не е реформа, односно некоја мала поправка на собствените грешки. Некој може да направи огромен пресврт во својот живот, така што промените да му бидат уочливи во јавноста. Но тоа не значи дека таквиот пресврт е плод на вистинско покаяние или библиско покаяние. Тоа може да биде животниот процес на менување и созревање на човечкиот живот. Самиот чин покаяние не е затоа што некој ќе ги врши побожно своите обреди во својата локална црква. Тоа често пати луѓето го прават за задоволување и помирување на својата совест. Фарисеите тоа го правеа на најоригинален начин. Тие, иако имаа обредни богослужби во синагогата, сепак Исус не им ги признаваше, бидејќи нивниот живот не се усогласуваше со Божите стандарди. Нивните молитви беа неискрени, нивните обреди беа безвредни, а како резултат на тоа, животот
им беше јалов и бесплоден. Кои се плодовите од самиот чин на покаяние? Плодовите се покажуваат од моментот на своето вистинско жалење за сопствените гревови, кога Светиот Дух силно работи во човечката личност. Апостол Павле запишал: жалењето за Бог предизвикува неопходно каење за спасение, а световната мака доведува до смрт. Псалмистот напишал: јас ќе го кажам своето беззаконие, ќе тагувам поради својот грев. Значи, покаянието е внатрешна тага пред Бог заради сторените гревови. Второ, самиот чин на покаяние е признавање на својата неправда. Реков: ќе ги исповедам престапите своји пред Господ. Многу е важно ова да се забележи, дека престапите се исповедуваат само пред Господ, а не пред човек или некој така наречен светец. Мудриот Соломон напишал: кој ги крие престапите своји, нема да напредува, а кој ги исповеда и ги напушта, ќе добие милост од Господ. Самиот чин на покаяние е напуштање на своите гревови. Не е доволно само да се жали за нив и да се исповедаат пред Господ, туку мора потполно да се остават и никогаш повеќе да не се повторуваат истите, за кои знаеме дека сме жалеле. Пророкот Исаија напишал: барајте го Господ додека може да се најде, повикувајте го додека е близу. Нечистиот нека го остави својот пат и неправедникот советот свој и нека се обрне кон Господ и ќе добие милост. Вистинското покаяние е да го замрзиш гревот и во себе и кај другите. Пророкот Езекиел запишал: ќе ве расеам по сите краишта на светот, но пак ќе ве вратам во земјата на вашите татковци. Таму ќе се сетите на вашите патишта и на сите ваши зли дела, што од нив се онечистивте, и тогаш ќе се згнасите од самите себе и од вашите расипани постапки. Како настанува самиот чин на покаяние? Тоа е резултат и опресведочување на Светиот Божи Дух. Исус рече: ќе ви го испратам утешителот, а кога ќе дојде тој, ќе го изобличи светот за грев, и за правда, и за суд. За грев дека не веруваат во мене, за правда, зашто јас си одам при својот татко и веќе нема да ме видите, и за суд, зашто принцот на овој свет е осуден. Исто така преку зборот на Евангелието. Библијата е жив збор. Кога човек ја чита, не може да остане рамнодушен. Зборовите нејзините бодат како со нож. Кога на денот на Педесетницата или Духов ден, Петар му зборуваше на народот, тие од пораката беа толку нажалени што на крајот рекоа: што да правиме за да се спасиме? Одговорот беше: покајте се. Во силата на зборот е покаянието. Покаянието е дар Божи. Тоа не е човечка заслуга, за да не се пофали ниту еден човек. Бог го воскресна Христос од мртвите, за да му даде покаяние и опростување на гревовите на Израелот. Но тоа не се однесува само за тој народ, туку за сите народи на земјината топка. Понекогаш самиот чин на покаяние доаѓа преку казна Божја. Кој јас сакам, нив ги карам и казнувам. И така, биди копнежлив и покај се. Тоа Бог го прави преку болести, сиромаштија, непријателство, неспокојство и така натаму. Тие што се допрени преку интелектот, емоциите и волјата, тие
можат да ја почувствуваат Божјата сила во нивниот живот. Значи, интелектот ги прима Божите информации и ги разработува, емоциите се менуваат, а волјата се менува за да му се служи на живиот и вистинит Бог. Такви примери има многу во Библијата, како што се браќата на Јосиф, градот Ниневија и заблудениот син и така натаму. Што добива човекот преку покаяние? За возврат човекот добива спасоносна вера, која му дава сигурност и надеж во животот. А што е многу важно, по смртта, тој се обезбедува вечен живот. Тоа е место каде што смртта ќе биде непозната, страдањата и болестите за секогаш заборавени. Тој со таа вера добива опростување на своите гревови, а тоа го дознава преку Светиот Дух, која е гаранција за вечниот живот. Светиот Дух се добива во мигот кога човекот ќе се покае од сите своји гревови. И, кога еден грешник се кае, тогаш сите ангели на небото се радуваат. Радоста ќе биде единствена животна преокупација во небото. Библиската терминологија тоа го нарекува новораѓање или нов живот во Христос. А апостол Павле напишал: "Кое во Христос тоа е ново создание, старото помина, ете се стана ново." Овој нов живот можеш уште денес да го добиеш, но пред да го добиеш, покај се. Бог нека ве благослови, почитувани слушатели. Амин.